оваа одлука за пренамена на средства со цел да се обезбедат средства за исплата на платите на работниците во јавното претпријатие ЈСП, ние од советничката група на Левица ќе ја поддржиме. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам, а истото го кажа и другарот Тамар вчера, оваа одлука е само фластер на рана и ние со оваа одлука само ќе обезбедиме плати на работниците во ЈСП за еден, евентуално за 2 месеци. Нема оваа одлука и овие средства системски да го решат проблемот во јавното претпријатие, кое што е во иста состојба како и останатите јавни претпријатија, како јавни, така и државни. Иако вчера се дебатираше овде 4 па можеби 5 часа за тоа кој е крив за состојбата на ЈСП, можеби поважното прашање е зошто ЈСП е во ваква состојба во која што е денес. Знаете зошто е ЈСП во ваква состојба? Затоа што 30 години јавните претпријатија, исто и државните претпријатија, сите партии кои што досега беа на власт и кои што периодично се менуваа, ги користеа како параван за партиски вработувања. На работниците се сеќаваат само пред избори, ги третираат како гласачки машини. Значи, почитувани советници, работниците не се машини, работниците се живи луѓе кои што имаат потреби, имаат семејства, имаат деца. Ние со носење вакви адхок одлуки моментално ќе го решиме проблемот. Меѓутоа, нема да решиме ништо поинаку ако значи ќе имаме иста состојба и за 2-3 месеци или не дај Боже на некое друго јавно претпријатие да му се случи истава состојба која што денеска ЈСП ја поминува. Значи потребни се системски решенија, промени каде што квалитетот и компетенцијата на работниците, на директорите на управните одбори ќе бидат пред политичката подобност, бидејќи работниците живеат од плата, работниците немаат заштеди ниту во домашните, ниту во швајцарските банки и можат едва да го поминат месецот, а камоли ако таа плата не доцни, доаѓаат значи на раб на екзистенција. Затоа ќе повторам, ние од Левица оваа одлука ќе гласаме сега, меѓутоа бараме сите оние што му должат на јавното претпријатие, владата, општините, да си ги подмират долговите не само кон ЈСП, туку кон сите јавни претпријатија, за да не можеме ние, ако ја погледнете одлуката, се кратат од реконструкции на улици, се кратат средства од средните училишта. Ние градот ќе доведеме во колапс со вакви адхок одлуки, ако не направиме длабоки системски промени. За да не дозволиме тоа, да седнеме и да изнајдеме системски долгорочни решенија. Благодарам. Ви благодарам.